Ке продолжиме со младиот Давид, трет дел, оваа сабота. Дали четврти ќе има, ќе видиме. И ве повикувам да отвориме веднаш во која книга? Која книга зборува за младиот Давид? За деновите на... Која Самуилова? Првата. Прва книга на царевите, која што е првата книга Самуилова. А не третата на царевите. Според Септуагинтата постојат 4 книга на царевите. 4 книги на царевите. А подоцна, многу подоцна, првите две книги на царевите се наречени Самуилови. Иако Самуил не ги напишал. Но сепак се наречени Самуилови. Не знам зашто. Дали повеќе се бунеле луѓето со 4 книги цареви, па решиле да има 2 Самуилови и 2 цареви. Не е битно. Значи, ќе отвориме во првата книга Самуилова. Читавме во првите 2 дела од 16-та глава и дојдовме до 17-та. Да се подсетиме, значи, младиот Давид бил обичен пастир, овчар, малолетен, значи го сметале за дете, и во Божјата теократија и еден малолетен овчар може да стане цар. А денес, во демокрацијата, бидете и најобразованиот и најпаметниот човек во општеството, ако не сте криминалец, ако нема со што да ве уценат, нема за да станете ни премиери, ни председатели. Зверото нема да ве избере на таква функција. Но во Божјото царство, и тогаш кога Израел се огрешил и побарал да има земски цар, царевите ги бирал Бог, а не зверот. Кога Давид бил помазан за цар, рековме дека по Божје провидение бил избран, затоа што бил и талентиран музичар, уште веднаш да му послужи на царот Саул со свирење на харфа, значи да го забавува. Царот Саул имал таква потреба, затоа што прочитавме страшни зборови во 16-тиот стих во 14-тиот стих од 16-та глава. А од Саул отстапи духот Господов. Страшни зборови. Отстапи духот Господов, и штом отстапува духот Господов, рековме кој дух доаѓа да го завземе неговото место, како природен закон, и зол дух испратен од Господ го мачеше. Патем споменавме кое беше единственото решение за Саул во таа духовна состојба. Да се повлече од престолот, да го отстапи на оној кого Бог го избрал, да владее на негово место, да се покаи и да се понизи за своите гревови. За жал, Саул не го направил тоа. Власта беше премногу сладка, затоа што од цар е тешко да се стане говедар повторно. Иако Саул беше говедар, и од говедар стана цар. Еве сега еден нов говедар, поточно овчар, кој што Господ го помазува за цар. Споменавме каква музика свирил Давид на својата харфа, за да демоните бегаат од неја, не можејќи да ја поднесат. Само од една музика бегаат
демоните. Од еден вид музика. А тоа е светата музика, светите химни кои што го слават Господа, и тоа е тоа што бесот не може да поднесе. А се друго, од чочек до heavy metal, бесовите ќе поднесат. И можат и да се забавуваат, слушајки го. И последниот 23 стих од 16 глава што го читавме, вели: и секогаш кога злиот дух доаѓаше врз Саул, Давид ја земаше харфата, свиреше, и на Саул му стануваше подобро и повесело, и лошиот дух тогаш се иставаше од него, односно го напушташе. И конечно доаѓаме до главата по која што Давид стана најпознат во целиот свет. Дури атеистите знаат за него, бидејќи, што мислите, колку луѓе слушнале за Давид и Голијат? Изразот Давид и Голијат. Може би цел свет. Половина од нив немаат врска за кои лица се работи, кои се тие Давид и Голијат. Но само слушнале за изразот Давид и Голијат. Другата половина има некакви сознанија. Меѓутоа од нив дали има и 10% кои што го читале библискиот извештај за Давид и Голијат. Односно 1 Самуилова 17 глава. Би сакал да ви поставам прашање на почеток. Кога прв пат сте чуле за Давид и Голијат? Вака секој лично може ли да размисли? Кога прв пат научил, слушнал, прочитал, прв пат се информирал за Давид и Голијат? Повеќето од вас како деца, кога прв пат сте читале Библија, така? Не знам, а во бебско одделение ви уча? Може и уште во бебско одделение да се зборува за Давид и Голијат, нели? Јас растев како атеист во комунистичка атмосфера и како дете сепак знаев за Давид и Голијат благодарение на една комунистичка енциклопедија што уште ја имам дома, каде што се зборуваше за Давид, кој бил Давид. Се разбира, не се кажуваше се што може да се научи за него од Божјата реч. Не се споменуваше Господ никаде, само се спомена Библијата. Дека според Библијата Давид го победил джинот Голијат. Ајде да се подсетиме на овој настан. Ке се подсетиме на овој настан затоа што има врска со разбирањето на Божјото царство, на теократијата. Првиот стих ни вели: филистејците ги собраа војските своји за војна. Значи 17 глава читаме првиот стих. Филистејците ги собраа војските своји за војна, се сместија во Сохо, град јудејски, и поставија логор помеѓу Сохо и Азека во Ефес Дамим. А Саул и израелците се собраа и поставија логор во Теревинската долина и се подготвија за војна против филистејците. И застана на филистејците од едната страна на планината и израелците од другата страна на планината, а меѓу нив беше долината. Или место каде што требаше да се степаат. Сега, зошто не почнувала битка? А четвртиот стих вели: а од филистејскиот логор излезе еден јунак, се вели тука, по име Голијат. И се кажува од каде бил Голијат. Од местото или селото наречено Гет.
беше висок 6 лакти и 1 педа. Значи, јас сум некаде не 6 стапки американски, туку 5 стапки и 8 инчи бев, колку што се сеќавам. А ова не се стапки, да речеме 6 лакти дека су стапки. Но не стапки, лакти се сега во прашање. 3 метри и 20 сантиметри. Вкупна висина. Значи тој може да го скрши обрачот без да скокне. Петиот стих вели, на главата имаше бакарен шлем, а беше облечен во лушпест оклоп, и оклопот тежеше 5000 шекели бакар. Многу тежок. На нозете имаше бакарни ногавици до над колената и на своите плеки бакарен штит. Потоа се вели копјето му беше, да не читаме сите детали, исковано од 600 шекели железо, и пред него одеше оруженосец. Голијат се споменува и на друго место во Библијата. Знаете каде? Ајде да видиме Втора Царевите 21:19 или 19:21. Додека го барам текстот, дали знаете која друга карактеристика ја имал Голијат, што ја немале другите луѓе? Што друго било необично за Голијат? Човечки гледано. Дваесет глава, 19 стих. Сегаш да го прочиташ? Прочитай, да. Добро, благодарам. Втора Самуилова, се извинувам. Втора Самуилова. Според Септуагинтата е Втора Царевите. Да. Или Втора книга Царства во стариот православен превод. Става збор за истиот Голијат, нели? Кој губи Голијат? Давид или овој Елханан од Втора Самуилова? Имате други преводи на Библијата? Зорица, каков превод имаш таму? Не, во електронското издание, каков превод имаш? Дали некој би сакал да ни каже 19-тиот стих се разликува во некој друг превод од Библијата? Да, меѓутоа братот е во
италикс, што значи е додаден од преведувачите. Изворниот еврејски текст не содржи братот. Не го содржи братот. Меѓутоа, вистина е дека се работи за братот на Голијат. Не може Голијат да биде убиен два пати. И од Давид, и од Елханан подоцна. Немал два животи. Животот на Голијат не бил видеоигра. Да. Меѓутоа, во битката меѓу Давид и Голијат, Голијат загине, така? Значи, не може да загине и уште еднаш во некоја друга битка. Освен ако во меѓувреме воскреснал. Се работи за братот на Голијат. И се работи за препишувачка грешка кај еврејските препишувачи. Дури Септуагинтата ја содржи оваа грешка, значи грешката настанала пред вториот век. Да, ова е многу подоцнежна битка, се разбира. Потоа 20 стих вели настанала уште една војна во Гет, значи родното место на Голијат. И таму вели имаше еден крупен човек, да, со по 6 прсти на раците и на нозете, вкупно 24. И тој ги навредуваше израелците. Но потоа се вели дека Јонатан, синот на Шима, Давидовиот брат, го уби и него. Овој што имал 24 прсти. Како изгледале тие раце и нозе, можеме да се замислуваме. Да се вратиме на Прва Самуилова, 17 глава. Прва Самуилова, 17 глава. Стигнахме кај 8 стих. Значи, Голијат во полна бојна опрема, застана тој и викне кон израелските војски велејки им: зошто сте излегле да војувате? Нели сум јас филистеец, а вие робови Саулови? Видите како ги нарекува? Како ги нарекува израелците? Робови Саулови. Па така Господ им рече: сакавте цар, еве ви цар. Тражили сте, гледајте. Робови Саулови. Изберете си еден човек и нека слезе кај мене. Ако тој може да се бие со мене и да ме убие, ние ќе ви бидеме робови. Ако пак јас го победам и го убијам, вие ќе ни бидете робови и ќе ни служите. Рече уште филистеецот: денес ќе ја засрамам војската Израелова. Дајте ми човек и ние двајца ќе се биеме. Прво да забележиме една работа. Филистеецот ги представува неверниците, Божите непријатели. И неверникот што гледа во вас кој ќе ви види? Гледа слаби, немокни, беззначајни луѓе во овој свет. Така. Неверникот не го гледа Светиот Дух. Не ги гледа Божите ангели. Не ги гледа благословите што сте ги примиле во целиот ваш живот откако сте верници. Па иако не бе, и од пред тоа, пред да биете верници, некој од вас. Едноставно, она што се гледа човечки на очи и она што Израел изгледал во тој момент човечки, со очи гледано човечки, со смртни невернички очи, е дека тие биле ништо повеќе од робови Саулови, војска и држава на царот Саул.
Како реагираат израелците на овие предизвикувачки зборови? 11 стих вели: и Саул и сите израелци кои ги слушнаа тие зборови од филистеецот, многу се уплашија и ужасија, се вели. А овој превод како е? Исто. Знаете што значи зборот ужас? Сте доживеале ужас некогаш во живото, да ве фати ужас. Буквално. Знаете што значи ужас? Нешто многу страшно што ќе ве парализира едноставно. Некоја толку силна паника што едноставно ќе ве изфрли од такт. Знаете што значи диносаурус во превод? И зашто така го нарекле? Тоа саурус значи гуштер. А првиот дел од зборот значи ужасен гуштер. Значи, таков гуштер, што кога ќе го видите жив, се разбира, ќе ве обземе ужас. Зошто израелците начело со Саул, значи сите тие мажишта, кои што беа долги години извежбани војници во неговата војска, зошто толку се ужасија? Затоа што и Божиот народ најчесто гледа со какви очи ја гледа и ја мери стварноста. И исто така со телесни, човечки и невернички очи. Со вообичаените очи на овој свет. Со од аспект на човечката падната, грешна, телесна природа. Затоа и Израел, кога бил неверен во Стариот Завет, не можел да реагира поинаку, освен вака. Исто така причина за нивниот страф и нивниот ужас е што самите израелци, како што рековме, така размислувале. Си побарале цар, добиле цар, и сега кој им е цар? Не име Господ цар. Значи, не го гледале својот цар, не го гледале Господ како својот цар. Туку што? Го гледале смртниот и грешен Саул како нивен цар. И кога Голијат им рекол, нели сте вие робови Саулови, никој не искочил да каже дека тоа не е точно. Зошто? Затоа што тие стварно така си се доживувале себе си. Слуги, поданици и робови на Саул и ништо повеќе. Епа кога си таков, тогаш зверот ќе владее со тебе. Кога си таков. Кога си само човек. И тоа неверен човек. Е сега 12 стих. Давид беше син на еден човек од родот на Ефрата, од Витлеем јудејски по име Јесеј, кој имаше 8 синови. Еве ги повторно 8-те. Во дрите на Саул, тој беше човек веќе стар, се мисли на Јесеј, значи во поодминати години. Тројцата најстари синови на Јесеј отидоа со Саул во војна, значи тие беа веќе во таборот на израелската војска. Ајде не ги читаме сите нив. 14 стих, скокаме. Давид пак беше најмал. Дали Давид бил присутен на бојното поле или кај во таборот на израелската војска кога Голијат вака ги предизвикувал израелците? Не.
Зошто не? Рековме, па Давид уште не бил маж. Бил уште дете. Со други зборови, бил само запишен во воена евиденција и му била дадена книжка Југословенска народна армија. И истата година се распадна Југославија и не можеше да се служи Југословенска народна армија. Тоа беше моето единствено искуство со ЈНА на 17 години. Но војната книжка уште си ја чувам до ден денес. И ке си ја чувам цел живот. За Давид се вели дека 15-тиот стих се беше вратил од кај Саул, нели, од кај дворецот во Гава, каде што му служел со харфа. Се вратил повторно дома кај татка си да ги пасе овците на таткото свој во Витлеем. Значи, овие се улогорени, рековме, прочитавме на почеток каде, во Теревинската долина, на север, а филистејците во градот Сохос проти планината. А Давид си бил во Витлеем, тоа се многу километри разлика. Давид, значи, не бил доволно возрастен да биде регрутиран и едноставно си ги пасал овците на таткото свој во Витлеем. Веќе помазаниот цар. И сега се враќаме кај бојното поле, а оној филистеец излегуваше наутро и навечер и се покажуваше така, колку? 40 дена! Ово нито еден филм нема да го видите. 40 дена не му било досадно на Голијат. Па како ќе биде досадно? Па тој ужива во тоа. Па тоа е неговата гордост. Па тоа е неговата душевна храна. Да излезе и да ги направи магариња израелците секој ден, 40 дена поред. Да ги плаши, да се мајтапи со нив. Резил невиден. 40 дена цела војска се тресе од страв и ужас пред зборовите на Голијат. Не знам дали ви кажав, ама прочитав една глупост, дали беше зимовска или минатата година. Постои една грчка партија која што филистејците ги прогласиле за грци. И Голијат го сметат за грк. Иако тоа не е точно. Историски не е точно. Меѓутоа, ете, не се фалат некој само со Александар Македонски. Сака да се пофалат и со Голијат. И бугарите, ја не сум слушал за бугарите. Дека Голијат е нивни исто? Интересно. Тоа да видиш. Тоа е вистинското прашање. Но ете, постојат и такви глупости во 21. век. Желба да се фалиме и со Голијат. Да го присвојуваме и Голијат и филистејците. Инаку, точно дека филистејците потекнуваат од островот Крит, така наречените морски народи или пелазги, но тие не се грци. Тоа се пред грците да дојдат таму, староседалци на медитеранските острови. И кога денот застанал цели 18 часа над Гаваон по молитва на Исус Навин, истовремено утрото не изгревало на запад за цели 18 часа. И затоа историјата забележила една
голема миграција на тие морски народи од медитеранските острови кон исток, за да го бркаат денот, бидејќи сонцето не изгревало толку долго и се исплашиле дека никогаш нема да изгрее. И затоа се почнале да се преместуваат на исток, и така филистеците се преместиле од островот Крит во Палестина. Всушност Палестина е наречена според нив, според филистејците. Да продолжиме понатаму. Како се случува сега Давид, толку километри оддалечен од фронтот, така да го наречеме, смешниот фронт, кој што го сочинувал само Голијат и ниту еден израелец. Како се случува сега тој Давид да се најде таму, по Божја волја? Читаме во 17 стих: а Јесеј му рече на синот свој Давид: земи за браќата своји ефа печено жито и овие 10 леба и однеси ги што поскоро во логорот кај браќата твои. Со други зборови, оди однеси им јадење. А овие 10 пити сирење, вели овде, однесе му ги на Илјада началникот и распраши се за здравието на браќата твои и дознај за потребите нивни. Саул и сите тие израелци се наоѓаја во Теревинската долина и се готвеа за борба со филистејците. Давид изутрината стана рано, ги остави овците на чувар и откако го зеде товарот, тргна како што му беше заповедал Јесеј и дојде во логорот кога војската беше наредена и со извици се готвеше за борба. Значи, веќе одминува, се приближуваше крајот на тие 40 дена. И тогаш Давид пристигнал во логорот на самото бојно поле, односно во таборот на израелската војска. Бидејќи ниту еден израелец не сакал да го прифати двобојот со Голијат, тогаш не преостануваше ништо друго, освен двете војски да се судрат како војски, а не Голијат со некој израелец, па така да се решава судбината. 21 стих. Тогаш израелците и филистејците се распоредија војска спротив војска. Давид го остави товарот кај чуварот на логорот и потрча кон бојниот ред, дојде и ги запраша браќата своји за здравие. Тоа беше единствената мисија на Давид, како што видовме. Давид беше едно курилче и ништо повеќе, според волјата на земскиот татко. Но Давид не бил испратен на тоа место само од својот земски татко. Таму требало да се најде и по волјата на својот небесен татко. А тој имал поинаков план за тоа што треба да направи Давид во таа битка. И ето, додека тој разговараше со нив, значи со браќата своји, Давид, силниот човек, кому му беше името Голијат, филистеец од Гет, излегуваше од филистејските редови и ги кажуваше истите оние зборови, ама сега и Давид ги слушна. Шо дека ги слушна и Давид? Давид не е некој Ахил од Тројанската војна. Давид не е некој прославен генерал. Давид не е некој прославен јунак. Шо е Давид? Давид не е ниту регрутиран војник. Давид е курирче. Давид е дете кој што било испратено да им однесе храна на своите браќа и да се распраша за нивните потреби, да ги праша како се, шо се и така натаму. И тогаш Давид случајно, значи, ги слуша последните мајтапи на Голијат во тој 40-дневен период.
неговите извици од бојното поле. Од целата израелска војска, Давид, кој што не и припаѓа на војската, значи не е војник, Давид е единствениот кој што реагира поинаку на зборовите на Голијат. Зошто? Затоа што бил бесмртен како Ахил? Поточно радлив само во петата. Не. Рековме, ниту бил прославен јунак, ниту бил искусен војник, ниту бил... Шо бил? Бил дете. Но што е вистината? Што... Значи, ако Ахил изгледа како мит, дали ова изгледа како мит? Зошто едно 17 годишно момче покажува поголема храброст од сите израелски мажи? Што е разликата? Воден од Духот Свети, точно. Разликата е, едниот има вера во Господа. Давид, за разлика од другите израелци, не го гледа Израел како робови Саулови, туку го гледа Израел како Божјата држава, Божјото царство. Тоа е нашата тема. Господ е цар. И сега ќе видиме како Давид, значи ова со човечки критериуми гледано безпомошно, слабо момче, бидејќи така би го оценил светот него. За Голијат би рекол дека е мажиште. А Давид е некој слаб и безпомошен, според светските критериуми. Дваесет стих. И сите израелци, откако ќе го видеа тој човек, бегаа од него и многу се плашеа. Израелците велеа: го гледате ли овој човек што излегува? Тој излегува за да го навредува Израел. И ако би го убил некој, царот би го наградил со големо богатство и би му ја дал керката своја за жена. И домот на татко му би му го направил слободен во Израел. И, значи, Јесин нема повеќе да биде роб Саулов. Со други зборови. Или негов поданик. И Давид им рече на оние што стоја со него: што ќе му направат на оние што ќе го убие овој филистеец и ќе го симне срамот од Израел? Видете како Давид покажува поинаков дух и поинаков памет од неверните израелци. Зашто кој е тој необрезан филистеец што ја навредува чија војска? Војската на живиот Бог. Еве ја разликата. Како Давид го гледа Израел? Го гледа како војска Господова, војска на живиот Бог, а не робови Саулови. Како што Израел се гледал самиот себе си. И бидејќи така се гледал, според стандардите на ЕУ и НАТО, со тие стандарди така и он се гледал себе си, затоа можел само да се плаши од нив и ништо повеќе. Затоа една Србија не смее да влезе во Косово, иако според Обединетите нации Косово и припаѓа на Србија. Од друга страна, Голанската висорамнина и Западниот брег не му припаѓаат на Израел правно, според Обединетите нации, но Израел со 52 години управува со нив наназад и никој ништо не му може. А Србија, која што има право на Косово, според резолуцијата на Обединетите нации, се плаши и не смее да влезе таму. Ако ги сакаме стандардите на овој свет, тогаш
ќе се плашиме од светот. Ако ги сакаме господовите стандарди, тогаш ќе станат реалност за нас Христовите зборови: не плашете се од светот. Зашто јас го победив светот. Колку убави зборови. Во светот ќе имате неволја, ќе имате мака, но не плашете се. Јас го победив светот. Давид го победил Голијата затоа што имал вера во Господа. Затоа што имал вера во Божјото Слово, имал вера во Божјата држава. Господа го гледал и понатаму како цар на Израел и како врховен командант на израелските војски, а не Саула, ниту пак себе си, се разбира. Иако тој бил новопомазаниот цар. Дваесет и осми стих ни покажува како реагира Елијав, најголемиот брат на Давид, оној што кога отиде Самуил да го помаза за цар, и кога го виде Елијава, првиот син Јесеев, си помисли во срцето своje Самуил: овој сигурно е овој. Ама Господ не мислеше така ниту за него, ниту за наредните 6 браќа. Сега овој Елијав изгледа бил не само најстар, туку и најсилен изгледал од браќата Давидови. Ги слушна зборовите на Давид, на братот свој. Ово што го кажа Давид: кој е овој необрезен? И така натаму. Ја слушам оваа храброст, која што не била безумна храброст, туку заснована на вера, жива вера во Божијата сила. И сега Елијав се разбира, и не само Елијав, сите израелци би се посрамиле од зборовите на Давид, бидејќи они реагираат како гејши на предизвиците на Голијат, а Давид, кој што не е маж, кој што е дете, реагира како маж. Овие сите се плашат и се тресат од НАТО пактот, а Давид го навредува НАТО пактот. Ама не безумно, како комунистите. Безумно, туку со вера во живиот Бог. Значи, не е работата да се спротиставиш на светскиот непријател безумно, само со човечка сила, како Милошевиќ, како Ким Джонг или не знам кој. Само со човечка сила да се спротиставам на светските мокници, тоа е безумство. Но ако е со Божја сила, со вера во живиот Бог, и ако е тоа Божјата волја, и ако постои потреба за такво нешто, а не дрскост или надменост, ако постои практична потреба, тогаш Господ ќе благослови. И само тогаш ќе благослови. И само тогаш ќе се оствари тоа: малиот Давид го победува джинот Голијат. Елијав реагира навистина безобразно, кога ги слушна зборовите на Давид, и посакал да го избркал тука, да не биде Давид присутен веќе во нивниот логор. Па му вели: зошто си дошол тука и на кого ги остави сите оние малку овци во пустината? Ја познавам твојата дрскост и твоето лошо срце, ти си дошол да ја гледаш борбата. Со други збори, си дошол тука да гледаш сеир или да гледаш филм, утакмица. Колку е искривено ова од реалноста.
Давид воопшто не дошол за таква цел. Тој бил испратен да им донесе храна. Колкава неблагодарност згора на тоа покажува Елиев. Ја покажува својата злоба, затоа што зборовите на Давид го посрамиле и него, и не само него, целата израелска војска и самиот цар Саул. Беги, сите тие беа без вера. А ова момче покажа вера, силна вера во живиот Бог и почит кон живиот Бог како кон единствен цар. И затоа и имал толкава сила и храброст. Тоа не било дрскост. Значи, разликата помеѓу дрскост и вера во очите на неверникот не постои. Неверникот, ако му се спротиставиш на светот, неверникот ќе те смета за будала, како Милошевич. Меѓутоа, затоа што неверникот не може да види разликата помеѓу верата и дрскоста, па ќе рече дека и верникот е дрзок. Будала. Но ако се спротиставиш со вера, не со дрскост, со вера, без ови што неверниците и светот нема да ја видат таа разлика, освен откако ќе се Господ ќе те прослави, значи отпосле, пред тоа нема да ја видат таа разлика и не може да ја видат, бидејќи самите немаат вера. Но ако ти имаш вера и со вера се спротиставиш, тогаш Господ ќе те благослови. Тоа е природен закон. Тоа го читаме ни сите примери во Библијата, во најразлични историски ситуации до ден денес. И ние денес живееме во време кога ќе треба да се покаже вера. Силна вера и против властите и државите на овој свет. Значи да се протиставиш кога е во прашање Божиот закон. Не кога е во прашање некој мој интерес или некоја моја гордост или надменост, бидејќи во тој случај тоа е дрскост. Но кога е во прашање Божиот закон, ќе треба да се спротиставиме, ако сакаме да останеме верни до крајот. А за тоа ќе треба вера. А за да тогаш се спротиставиме и за да тогаш ја имаме таа вера, сега ќе треба да бидеме победници на малите искушенија, над малите лисици, над малите проблеми, кои што во животот ни се испречуваат секој ден. Тука ќе застанеме, ако даде Господ живот и здравие, следната сабота. Следната сабота предпладне ќе продолжиме со самата битка, со самиот двобој поточно. Меѓутоа битното не е двобојот, значи битното не е акцијата. Оно што Холивуд нема да го прикаже, Холивуд ќе ви прикаже акцијата. Битното не е тоа, туку оно што било, оно што не се гледа, а што постоело пред двобојот во срцето на Давид. Битното е верата. Верата, понизноста и силата што потекнува само од Светиот Дух. Нека му е фала и слава. Амин.